По седми пат, градскиот парк во Виница беше место за слободни луѓе, фанови, подржувачи на музичкиот фестивал Слободна зона. Александар Велики, Дактили, КИ, ПМГ колектив, Пука козметика и Роботек се бендовите кои ги забавуваа виничани и гостите до раните утрински часови. А увертира на овој настан беше промоцијата на двете книги Македонска дискографија, винили и Македонска рок енциклопедија. Енциклопедиски дела на авторот Тошо Филиповски во издание на Корпус Делекти Рекордс, книги во кои се застапени и винички групи и автори. Морам да пофалам оваа иницијатива која што Кирил Арсов ја турка со години, Слободна зона, прекрасно име пред се и пред се желба за урбанизација на простори кои што за жал низ годините помалку биле искористени и аплицирани со културни настани од било каков вид, а особено со урбани настани. Затоа ја поздравувам и сум бил сведок на многу слободни зони низ минатото. За жал се случи некој прекин од неколку години и верувам дека оваа година ова што ќе случува ќе продолжи и понатаму во иднина. Во однос на она што јас овде сум застапен како партиципиент на овој настан е енциклопедијата која што ја објавив минатата година, Македонска рок енциклопедија 63-2018 и тоа е значи по старата книга која што за жал не успеа да испромовирам во период од 12 месеци овде во Виница, ми беше навистина желба, но ете, така случај работите и ова вторава која што се појави пред непол месец дена, тоа е Македонска дискографија винили 58-2019 година, што би значило првата Македонската рок енциклопедија е приказна за 333 бендови кои што во период од 63 до 2018 функционира на просторите на географската Македонија. Приказна која што и двете книги кои што ги промовирам се всушност прв том, значи приказна која што не е завршена. За жал за моја жал не успеа да соберам доволно информации. Во Македонската рок енциклопедија е застапен само еден бенд од Виница, Скандал, група која што функционираше некаде почетокот на 90-те години, иако имам сознание дека и во 60-те, 70-те, па и 80-те години во Виница имало авторски рок бендови, но ете, имам некои обскурни мали информации кои што се надевам дека еве со ова дружење ќе ги проширам тие информации. Во вториот том ќе влезат уште неколку бендови кои што потекнуваат од Виница. Во однос на втората книга Македонска дискографија објавена на винили, исто така е застапен еден винички автор кој што се надевам дека виничани добро го познаваат, Михаил Петровски или Михаил П, кој што има неколку винили изданија објавени низ светот. Авторот Филиповски со апел до локалните институции и власти од регионот да ја поддржат иницијативата за создавање регионален урбан културен центар. Музичкиот репертоар од одбележувањето на Слободна Виница кулминираше со еден од масовно посетените концерти досега во Виница на рок групата Црвена јабука.